1, 2, 3, 4, 5. Чекам. Нешто денеска? Само пицави. Опа, 1, 2, 3, 4, 5, 6. За Ја малце рипнем бюрократија. бюрократијата. Ала Богу. Да ве прашам нешто. Да. Како советничка за човекови права, какво значење имаше за вас проектот за јакнување на улогата на народниот правобранител во еколошката правда за заштита на нашата животна средина? Јас сметам дека овој проект навистина направи голем и значаен исчекор во поглед на афирмацијата на правата од областа на животната средина и се зголемија капацитетите на народниот правобранител како клучна институција и централна институција во нашата држава за нивна заштита. Знаете дека денеска се соочуваме со навистина многу катаклизмички климатски промени, енормно загадување на животната средина и сето тоа бара активност и вклучување од страна на сите субјекти. Пред се е потребно да граѓаните знаат дека имаат право како поединци, како индивидуално право да се обратат до народниот правобранител, да се обратат до судовите и да бараат заштита, но истовремено од друга страна треба да се знае дека државата е таа која што треба да одговори и државата е таа која што треба да преземе соодветна акција, например за чистење на депонија, за обезбедување на чист воздух за дишење, понатаму да се обезбеди чиста вода за пиење, затоа што ова е комплексно право. Сега мислам дека е ваш ред. Добро. За ова. 3. Без информации. Да, за кога сме кај информации, 1, 2, 3, 4, 5. Кога сме кај информации, кој успех би го издвоиле како најважен за вас од овој проект? За мене најзначајниот успех е тоа што граѓаните се охрабрија да поднесуваат приставки до народниот правобранител за повреда на овие права. Нивната информираност се зголеми и она што е многу битно е што народниот правобранител успеа да биде мост меѓу од една страна државата и од друга страна граѓанскиот сектор. Затоа што граѓанскиот сектор и граѓанските организации се секогаш вокални и ги застапуваат интересите на граѓаните. И доста постапки беа инициирани во таа смисла. Значи, придвижувањето напред, охрабрувањето значи многу. Меѓутоа, секако има многу нешта кои што не чекаат на тој план. Ако добро разбрав, веќе има позитивен почеток на некој позитивен. Така. Нормално, тоа се значи постапки кои што се инициирани, се покренати, меѓутоа ние имаме и судски пресуди каде што е утврдено дека е повредено правото на здрава животна средина, што значи дека веќе граѓаните ги знаат правата, а она што сметам дека треба да се направи да се работи со младата генерација најмногу, со дечињата, нормално тие чекори се прават во самото детство, да знаеш и да се знае да се засади дрвце наместо да се седи пред телевизор или пред видео игрите, бидејќи иднината наша е во здравата животна средина. Така е, мора од најмала возраст да се научат некои работи. Да. А има ли некоја информација која би ја издвоила како најважна и би сакале да ја споделите од сето ова? Но јас сметам дека многу е битно да овие, она што го кажав во поглед на информираноста на граѓаните, тоа е многу битно прашање. Затоа што ако не знаете, нормално ќе сметате дека тоа е една нормална состојба, па ќе гледаме на телевизија дека нели воздухот е загаден и не е чист и постојано тоа го правиме. Меѓутоа, доколку тие информации бидат достапни за сите граѓани и постои поддршка, да кажеме, од граѓанскиот сектор и од нормални од меѓународната заедница, од сите национални институции, може да се направи навистина исход. Јас велам дека она што ја го сметам е дека ова е право кое што се однесува не само на нас, право на сегашните генерации, туку на идните генерации. Одговорноста е во овој момент наша, бидејќи човештвото нема друг дом. Оваа планета е единствениот дом кој што ние во моментот го имаме и треба да сите работиме на тој план. Јас велам дека одговорноста е взаемна и на институциите и на нас како граѓани. Еве сум јас на бюрократија. Ајде сега вие. Еве бюрократијата, доцнење од надлежните институции, кои што многу често се случува, недоволно јасна комуникација и соодветни насоки. Мислам дека тоа е нешто што е ситуација во целата држава. 1, 2, 3, 4 во многу други области. Ние велиме, значи, ефективниот правен лек значи брзо постапување, значи брзо решение, според брза реакција и на тој начин само може да се заштитат правата на граѓаните.
Кои чекори ви се следни? Како меѓународна заедница зборуваме, особено како Обединети нации, ќе продолжиме да соработуваме со националните институции, вклучувајќи го и Народниот правобранител, понатамошно јакнење на сите тие капацитети, унапредување на политиките, на законските решенија. И мислам дека она што е посебно значено, да кажеме, јас како представник на мојата канцеларија која што е специализирана за човекови права, треба да се знае дека граѓаните имаат можност на заштита не само на национално ниво, имаат можност на заштита на регионално ниво преку Европскиот суд за човекови права и на меѓународно ниво, бидејќи ова право е веќе меѓународно признато. Така да знаат граѓаните дека не се сами, едноставно постои една низа на средства и можности кои што може да ги искористат во таа заштита. И ние ќе имаме целиот тој процес. Така, и важно е да знаеме дека не сме сами. Да. Ако системот те игра, Народниот правобранител игра за тебе. Проект за зајакнување на улогата на Народниот правобранител во еколошката правда.